Ако го одобрива шефот, завршивме работа, знаеш. Ама, ти бе, како ќе правиш дебата? Ќе ти дојде некој? Како не? Сите почна да доаѓаат. Баш кад темала бомбонче за името. Hello guys, how do you do? Oh, it's a chicken shit. Who wrote this? Ha! Шеф, дај бе збори македонски да те разберам. No. From today, I will speak only English because I have certificate. Lancho, what you will do for the news for today? What you will cover? О, ти у BBC работиш, па не знаеш како што ќе правам. Значи, на улица сум. На улица, да не ме викнеш у студио. Oh, that's cool. На надвор сум на терен. Cool. Jelena, is this Archie? Не. Oh, he is a Turkish man. Да, ама не е ни тоа, мене ме Where is Archie? Maybe Archie is at the studio. But let's start with the news. Action! Лека ноќ, драги гледачи. Вие гледате вчерашни новости. Јас сум Александар, а оваа шармантна дама до мене е Јелена. Лека ноќ и од мене. Од овде секоја недела ве носиме чекор за ците. Како на малите екрани, така и во живо на Facebook. А само уште 7 дена, 12 часа, 14 минути и 32 секунди ни остануваат во 2017 година. А до тогаш, поминете ги овие половина час со нас, за да дознаете последни. Убаво кажан Александар. Еве што ќе гледате во најновите вчерашни новости. Вчерашни на терен. Сојузот на борци од шарената револуција положија венец. Откриваме како Академијата за судии и јавни обвинители ги откри фалсификуваните сертификати по англиски јазик. Ексклузивно, владиниот пиар во живо на Твитер ги соопшти новите владини одлуки. Новиот Peugeot 308 со напредна технологија, веќе од 170 евра месечно. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата? Домот ми е таму, кај закачам шапка. Домот ми е таму, кај што ме чекат. Домот ми е таму, каде што ме знаат. Домот ми е таму, кај преспијам ног. Стамбен кредит на Комерцијална банка со ниски каматни стапки од 2,9% во првите 3 години и до 30 години рок на отплата. Без надоместок за одобрување и администрирање на кредитот и без трошок за процена. Комерцијална банка АД Скопје. Ти треба заем? Секоја нова Forza апликација е без камата и без додатни трошоци. Аплицирај веднаш на forza.mk. Вчера вечер во Валандово се одржа конгрес на опозицијската ВМРО-ДПМН за избор на нов партиски лидер. Да видиме како помина конгресот. Избор на нов председател на ВМРО-ДПМН го отвара горливото питање што ќе се случи со сликите на кои беше прикажан животот на Никола Груевски, а се наоѓаат у седиштето на партијата. Едни членови сугерираат дека треба само да се пресликат со ликот на новиот председател, додека други сметат дека партијата треба да штеде и да спречи трошење пари за кречење. Или на кратко кажано, поубаво спречити, него кречити. Денеска е 24 декември, 5-годишен јубилеј на познатиот собраниски празник Црн понеделник.
Во името на целата редакција, би сакале да им го честитаме на сите оние кои што го слават. Аз мислам дека ова не е смешно. По право си Еци, затоа да продолжиме со смешните работи. Во Скопје, во организација на Сојузот на борци од шарената револуција, се одржа чествување на 1 година и 7 месеци од почетокот на отпорот на овие простори. Борците велат дека тоа било време на премрежја и предизвици и напоменуваат дека иако груевизмот е победен, сите проблеми не се решени. Во предвечерието на 12 април 2016 година се изгледаше како уште еден нормален ден во заробена Македонија. Ништо не ги наговестуваше историските моменти кои ќе го разденат наредниот 13 април, но тој судбоносен датум, запишан со златни букви во нашата историја, пукна првиот кондом со боја што ги означи звоната на слободна Македонија. Боја, пот и непокор. Република во пламен. Набрзо после Скопје револуционерен вион распламти во срцата и на битолчани, прилепчани, белешани. Оган која најавуваше светлината која ќе го запали небото во бојата на слободата и новото сонце кое се раѓа во секој слободен граѓанин. Тука сме со борците на шарената револуција кои што на споменикот Празна столица оставија канти со боја во спомен на жртвите кои што не се вработија во влада. Последно ја памтам борбата кај Твитер. Изгинав. Јас сам против ботовите. Памтаме како не, колани да беше. Ја во една рака кондом со боја. Од друга страна иде лавот. Ја и он сам на сам. Време смрзна. И си реков, еден ден сигурно ќе има една слепа улица по твое име. Или евентуално некоја школа. До мене е еден од луѓето кој што е задужен за цела оваа организација. Тој е задужен за борците од шарената револуција. Со мене е Ратко Сикич, така Сикич, господинот Сикич. Господин Сикич, кои се вашите следни чекори? Види, премрежјата за нас борците со споменица од 2016 не се завршени. Значи, многумина од нас се уште не вработени. Како што дознавам од членови, дури и тие што се вработени им давале да работат, замислете. Значи, за ова ли се боревме, ви се молам. Не знам, јас не знам кои се вашите следни чекори, кои се вашите барања. Значи, туѓо не сакаме, свое не даваме. Од држава што ние ја спасивме со наши кондоми, со наши фори, со наша боја, со твитери, со фейсбуци, со све, бараме да ни дадат да работиме. Добро, не да работиме, сега да ни дадат плата, ме разбираш? Ако не можат ни тоа да обезбедат, социјални пакети нешто за борците да обезбедат. Па добро, ама така, малце поголем дел од тие што протестира и што си ги договорија работите пред времето, си се вработија во владата. Така да не мислам дека баш многумина се, ама па секој на својата столица си плаче. Да, така ете убава поента за еден ваков прекрасен ден. Јелена? Јелена. Убавиот збор железни врати отвора, ке рече една позната поговорка која ја искористи актуелниот министар за правда Билјан Сали. Имено, откако тој го паркираше своето службено возило на тротоарот пред Министерството и попречи нормален проток на пешаци, експресно се извини и ги искористи убавите зборови. Нема да се повтори. Со што не само што ги отвори железните врати, туку и вратата на самиот влез во Министерството. Откако пред некој викенд припадници на МВР патролираа заедно со родители во кафичите барајки ги нивните млади, оваа недела тие се одлучија на уште една акција, но овој пат со полицајците наместо родители патролираа деца кои ги вадеа своите родители од читалните. Сам сум во ноќта тивка и сонувам со очи отворени и го слушам тојот шепот мил. Полудечу, полудечу, нек ме оставе сад на миру сви, само небо знае колко те волим. Навидум, мирна ноќ. Во кафаната Три Елени, еден ламфер на Г7. Родителите се тука. Нивните деца во секој момент треба да пристигнат. Во моментов е започната полициската акција Браќа Миладиновци. Да видиме.
Ja, полудечу, значи, келнер, одамна вакво нешто не сум прочитал. Ке ве замолам ако сакате, келнер, Злоствуство и казна, ма 2 тома од господинот Достоевски, малку да се подсетам на младоста. Да. О, погледнете, син ми донел полицаец. Дојди, сине, седни овде, тато нешто да ти прочита овај. Тато, дојди си дома. Дедо те чека за читање. Ма кој не ме чека мене за читање? Келнер, ако сакате и за малиот од Драган Таневски нешто безалкохолно, така, да, овај. Господине, ќе ве замолам, тука сме со малиот затоа што тој се плаши дека од многу читање ќе ви се замати видот и не ќе можете со кола да стигнете дома. Но, господине полицаец, ви се молам, ако сакате само уште 3 страници, впрочем, сите знаат дека јас подобро возам кога сум начитан, нали, овај. Но, што ме инсистирате, ќе си одам. Келнер, ќе ви оставам и напојница овде, затоа што извонредно го прочитавте ова од М. Китик. Да, нема грешка. Тоа би било извонреден прилог. Вие продолжете си со вестите овај. What is this? Значи сега да носам у јаката просторија, значи овдека мора некој текот на дело да помине, значи ова е просторија за затворени врати кај што се носат најбитните одлуки. Од многу обврски немам време ни за децата, но тука ми помага мојата тајна. Готвејќи за нив, ги правам срекни и здрави. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата? Новиот Peugeot 308 со напредна технологија, веќе од 170 евра месечно. Домот ми е таму, кај закачам шапка. Домот ми е таму, кај што ме чекат. Домот ми е таму, каде што ме знаат. Домот ми е таму, кај преспијам ног. Стамбен кредит на Комерцијална банка со ниски каматни стапки од 2,9% во првите 3 години и до 30 години рок на отплата. Без надоместок за одобрување и администрирање на кредитот и без трошок за процена. Комерцијална банка АД Скопје. Биотеа, органска италијанска козметика, сега достапна и во козметички салони и дерматолошки ординации низ Македонија. Природен ботокс без игли, инстант лифтинг за измазнување на брчките, кактус за нежна кожа и свиленкаст изглед, линија од билка месо ждерка за топење на салата. Биотеа, инспирирани од природата. Среќна вест! Она на М сепак ќе се продава, а со парите од продажбата, владата најави дека ќе набави нови медицински возила кои им се потребни на здравствените институции. Како што откриваат нашите извори, пронајден е сериозен купувач кој планира она на М да го вози само во државава и тоа најчесто на релацијата суд-дома, како би можел овој последен крик да остане во државава и да не се распродаде на странци, како што се случи со се вредно во државата. Како е можно ниту еден функционер на ДУИ да не е осомничен или обвинет од ЦЈО досега? На ова прашање Ланчо Пашазотов побара одговор од професорот на Тетовскиот универзитет и политикологот Зоран. Професоре Зоран, зошто СЈО ги брани функционерите на ДУИ? Видите сега, госпожо, прво во вашето прашање чувствувам малку тенденција како сака да се импутира дека некој створил криминал. Меѓутоа, самото тоа што не го онат никој од ДУИ кажува дека они не го кршеле законот. Еве, например, вие сте сами сведок дека некои албанци зимале плата, а не одиле на работа. Ај ти кажувајте ми вие, дали може да греши некој што не иде на работа? Да, може да греши секој што Нормално дека не може да греши. Добро. Па гледате и само колку бомби беа, ти 33 бомби и другарот Зоран што ги читал тамо, нема за албанци, нема ништо. Еден.
Максимум 2 да има тоа. Али му вртел на муса не кревал телефон, нешто. Па нема да ти имплицираш тука дека не. Едини пут кога му се јавувал Али на Никола кога му се јавувал да му честита Имер. Дали е така? Директно прашање. Дали не мислите дека ова има врска со тоа што е дуи на власт? Повторно сакаш да ми имплицираш нешто што не е точно. А да го оставите вие господинот Зоран Заев со СЈО да си ја вршат они нивната работа? Па гледате дека наши главни определби се НАТО и Европска Унија. Па дај мајко му, да се фокусираме на приоритети. Ти си новинар, тоа треба да биде. Јас сум новинар. Да те прашам едно директно прашање. Не мислите дека тоа што дуе на власт? Зашто не мислиме се? Како мислиш не мислиме? Не, сакам дали има некаква врска? Како може да има врска? Тоа само врска има дека нема криминал. Што има врска што се на власт? И пред тоа биле на власт, па никој не го гонел. Дали е тоа така? Не, јас ништо не разбирам, дефинитивно. Па не разбираш, ја ќе напуштам овој интервју. Не ме интересира. Не ме праќате на вакви глупости. Види го што е. Не треба да се следите вие тога. Да се двојазичност, да имавте некој што знае двојазичност, може да има бомби, не го знае јазик. Како да мисли? Неделава во Академијата за суди и јавни обвинители се случи скандал. Имено од 60 кандидати за суди и јавни обвинители, само 41 имале фалсификуван сертификат за познавање на англиски јазик. Но како биле фатени кандидатите дека тоа се лажни сертификати, ќе дознаеме од прилогот на Јелисавета Крстич Поп Мајбах. Така, студио до мене е деканката на Академијата за суди и јавни обвинители, госпоѓата Маријана Попилиевска, со оглед на тоа дека навистина е тешко ова кое што го направивте да откриете фалсификувани сертификати по англиски јазик, како го направивте тоа? Многу едноставно, само залепивме пуш надпис на вратата и пола не може да влезат. И тогаш заклучивме дека сертификатите за знаење англиски јазик им се фалц. И заради тоа моравме да отвориме и школа за англиски јазици во рамките на школата за суди и јавни обвинители. Предлагам да видиме како се одвива еден час по англиски јазик на суди и јавни обвинители. What is this? This is a book. Extraordinary. What is that? This is a window. Ова е Академија за суди. Close the door, please. From the outside, from the outside. Согласно член 5, алинеја 9 од Законот за суди и јавни обвинители, поголема група на судии во просториите на Академијата за суди и јавни обвинители пристапија кон доброволно изучување на англискиот јазик. Согласно член 5. This is a pen and this is a microphone. God help us all. Ова кое што го гледате позади мене што пишува push and pull не е врата, туку е шибер и они може да си пуштаат кого сакаат. А сега одиме во болницата на големиот доктор, во најреалното реално шоу во Македонија Болнички Survivor, кој е подпомогнато од големиот братучет. Да видиме на какви тестови беа ставени над преварувачите оваа недела. Програми што не се препорачуваат на болни лица што имаат можност да се лекуваат во приватно здравство. Болнички Survivor. 4 кандидати, 10.000 евра и една надеж. Лекување во приватна здравствена установа. Народот сака игри и леп, а болните сакаат игри и апчиња. И поброен стручен кадар, и соодветни услови во болниците, и современи апарати за диагноза, и зголемени капацитети. И малку претеруваат. Каква игра подготвил големиот доктор оваа недела? За денес обезбеди 4 инсулински пенкала, но со една интересна пресвртница, само едно од нив е здраво и е безбедно за човечка употреба. Ќе видиме кои од среќните кандидати ќе го одбери вистинското пенкало. Како што гледате, имаме двајца преживеани пациенти, требаше да е само еден за да е крај на болничкиот Survivor, ама после изгледа че мора да имаме уште една епизода за да го прогласиме најболниот.
Сестро! Дојди бе, чекерот ми падна. Ке ме Шо е бе? Шо е? Чекерот ми падна, дојди. Пак ти падна Да, шекерот пак ми бе? падна. Абе, до кога ќе одам ја по тебе? Јас неам диабетис. Јас сум пациент. Обичен. Пак му паднал шекерот. Секој ден истото е. Јас? Доста, ке ме Абе, тепо шо ми богил. доста? Ке го изјавам. Аха. Идеме на победа. Се гледаме во следната новогодишна епизода на Болнички Survivor, да го прогласиме најболниот. Доколку пропуштите некоја епизода, можете да ја гледате во живо во вашата локална болница. Покрај многуте новини кои ги донесе новата влада, едно од најзабележителните е новиот начин на комуникација со јавноста преку социјалната мрежа Twitter. Да погледнеме дел од видеото кое го објави владиниот портпарол Миле Бошњаковски. Точно 21 часот и 5 минути, што туку заврши 43-та седница на владата на Република Македонија. Имавме точно 159 точки на дневен ред. Издвојуваме дел од позначајните, а наскоро следува соопштение за јавност. Откако Бошњаковски го објави горе прикажаното видео, по неговите чекори се појави и пиарот на владата, веднаш по завршување на 1345-та владина седница. А какви одлуки беа донесени на истата, ќе видиме од видеото. Електрик скутер, фронтлайт, беклайт, карбон фрейм, значи чао. Немам што да кажам више, небитно е тоа. Добре дојавте на местото каде што создаваме живот, влада на РМ. Може да ви кажам дека само што заврши 1345-та комисијска седница кај што се одлучува за закажување на седница, ама многу битни заклучои се донесоа. Добро утро, министре. Шо добро утро бе, кај капело, шо капело? Чекајте што кофа да гледаш дека стигаме тука негде капеш али. Па што? Турбо сме си да мислам, али небитно. Значи, под број 1. Владата донесе одлука да ги спонзорира сите прволигашки кошаркарски клубови. Ме контате, така? Ама, не е тоа се. Значи, остави буџет за екологија и за еколошки катастрофи. Ме контате, така? Ние не сме само за спорт. И еко малце. Под број 2 владата донесе одлука да ги промени цените во бифето и да стави новогодишни цени. Затоа, дечки, навалете. За 75 денари добивате кафе и цеден сок. Сега не е од оние, не знам какви, ама окей. И уште една работа, значи сите што си дужите у бифето, да си ги вратите парите пред Нова година, луѓе работат за нешто. Не бидете, значи, идиоти. Дечки, што правите, кајде со патики и со кондори доле? Значи, totally disrespectful се вие вчерашни. Значи, од так се вадам со вас, човече. Мислев, значи, ајде мон да ги се облечеме се и ќе продолжиме да снимаме. Може така? Значи, сега ве носам у јаката просторија, значи овдека мора некој текот на денот да помине, значи ова е просторија за затворени врати кај што се носат најбитните одлуки. Така, вау, значи погледни го што се деша, burn glass, значи лудило, човече, лудило, да не викам, лудило, многу еко. Со лесно колега. Фалимене шо? Многу фин човек, значи, он е министер без ресор, цел ден го праќа тука од think tank-от, а кога сме више кај think tank-от, тој со мене. Значи, тука за затворени врати се решава името, се решава такви ствари, ме разбираш? Се ги пробам да отворам. Океј, сори, не може однатре. Ме разбираш, мислам. Ке мора да завршиме тука, пошто имам закажано од 2 на сквош сум и да не има откажам на луѓе, малце disrespectful. Ти текна? Тоа е, али, само за тебе уште нешто, така не снимаш више. Гледај. Значи го види се сензор фосет. Значи човече, најако ти се веруе, ја не може да веруем првиот пат. Значи, хаос. Идеме? Ајде. Само еден метеоролог во Македонија и пошироко никогаш не ја погодил временската прогноза. Одиме со нашиот метеопат Ведермен. Време во Скопје се чисти, пием честички. Немаше вчера, па денес праќам на блиски честитки. На здравје воздухот, барем неколку дена, нека остане вака имунитети да се кренат. Ведермен или на македонски време човек знае што не чека утре, не баре станал време пловец, облак секат практијако, облак оди тути капо, цени го времето. Немам воздух. Ау, немам воздух.
Истече времето за вчерашни новости. Последната епизода оваа година гледајте ја следната недела, точно на 31 декември, веднаш по вестите на Телма. А во 2018-та продолжуваме по старо, секоја недела во 20 часот. Тоа беше се. Ако сакате да го повторите материјалот уште вечер во епизодата, ја имате на YouTube. Сега сте чекор за цитер. Good morning! Good joke, Alexander. Good morning from me as well.